Додека Венко Филипче и Кошо Ањушев од сенка гледаат и молчат, целиот удар за обвинувањата дека тие се искрата за пожарот во Тетовската болница падна врз главниот обвинител Љубомир Јовески. За само еден ден второ барање за негова оставка, сега испорачано од платформата за борба против корупцијата. Тие се сомневаат во непрофесионалното постапување на целосната истрага, која што беше спроведена од Тетовското обвинителство за пожарот во модуларната болница. Нова се надоврзува и фактот што основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција се уште ги истражува наводите за корупција при спроведување на јавните набавки во случајот и покрај тоа што веќе е пречекорен рокот од членот 301 од Законот за кривична постапка, а при тоа во јавноста не се понудени никакви образложенија, ниту за тоа зашто е продолжуван овој рок, согласно ставовите 2 и 3 од истиот член, ниту зошто и покрај продолжувањето истрагата не резултира со завршница. Правниците децидно укажуваат и кои се пропустите направени во веќе затворениот предмет, но и во истрагата која треба да покаже дали користењето на лесно запаливи материјали допринело до тоа живи да изгорат 14 луѓе. Не се навлегува во тоа како настанале причините за пожарот во болницата, не се навлегува во наводите кои се понудени во вештачењето од експертите од Германија, каде е констатирано дека и поради некои одредени аномалии во градбата практично е придонесено за таквото брзо ширење на пожарот. Тие наводи не се целосно и докрај истражени. На протестот пред Тетовскиот суд разрешување на Јовески побара и роднините на жртвите од пожарот во Тетовската модуларна болница, но и кривична одговорност од него и обвинителите кои ги нарекоа соработници на злосторниците. Бараме владата веднаш да го разреши јавниот обвинител Јовески. Прецизно прашање, но без директен одговор од премиерот Ковачевски за одговорноста на Филипче, Ањушев, но и неговиот претходник Зоран Заев и нивната одговорност за 14 жртви, но затоа застана во одбрана на Јовески. Шефот на јавното обвинителство е избран во собрание. И тој е професионалец како и другите што биле јавни обвинители или кои што се сега. Од друга страна пак, министерот за правда Лога седна да разговара со републичкиот обвинител Јовески и шефот на обвинителството за организиран криминал Абази, откако во јавноста протекоа документи и извештаи од вештачењето на германските кримтехничари. Што точно реферирале Јовески и Абази пред Лога информации нема. Во организиран криминал повеќе од една година е отворена истрага за тендерската документација за Тетовската модуларна болница, која досега нема никаков епилог.